Добар, убав, среќен ден, драги наши пријатели на Вкусот на традицијата. Ние сме подготвени како и секој работен ден во истото време на фреквенцијата на Алфа телевизија со новиот рецепт на денот. Денеска се наоѓаме во комплексот Златно буре Кучково и туку уживаме во амбиентот, во работата, едноставно овде се уживање. А посебно кога ги споделуваме со вас и овие прекрасни македонски традиционални специјалитети. Овој рецепт што денеска ќе ви го презентираме малку возобновен и меѓутоа одлично одговара, посебно јас го нарекувам како еден гостински ручек или свечен семеен ручек, затоа што може со многу малку пари да направите едно прекрасно јадење за кој што сите ќе бидат воодушевени. Еве што ни е потребно да го направиме овој гостински ручек за гозба, за уживање, за споделување на убави моменти. Конкретно јас ќе направам ручек за четворица. Овие потребни состојки се за четворица. Па дури ако помалку јадат и петорица, ама толку е многу вкусно да ви кажам што не ќе биде за петорица. Значи, од човек по 2 палачинки. Од палачинка 100 грама месо. Јас имам 8 палачинки и имам 800 грама пилешки гради, насечкани многу ситно. За 8 палачинки 2 страка прас ми се сосем доволни, ситно насечкани. 100 грама сланина ситно насечкана, 100 грама морков, 100 грама грашок од конзерва, 100 грама рендан кашкавал, половина литар хопла за готвење, 2 супени лажици брашно, околу 70-80 грама стопен путер, сол, бибер, мешан сув зеленчук и неколку чешња лук ситно насечкани. Ајде да видиме сега како ќе ги направиме. Можете дома да си ги направите палачинките, а инаку сега знаете дека во сите маркети и вашите малски маркети можете да најдете готови подготвени палачинки и едноставно да не губите време. Ке ви треба едно тавче за пржење и ке ви треба една земјена тава. Најпрви што правим? И во потребните состојки, да не заборавам, ни треба 1 децилитар масло за пржење. Овој 1 децилитар масло го ставам во тавче и тука го ставам месото. Пилешко, гледате колку е ситно сечкано. А можете, ако имате и мисиркино месо мелено, можете и мисиркино месо, можете и пилешките гради да ги сомелете. Значи, тоа го оставам на вашиот избор. Да се пропржи малку, да влезе маслото на секаде. Така. И сега ќе му ги додавам зачините. Значи, ќе ми треба малку сол. Внимавајте доколку стекот и пилешките гради се маринирани, да знаете дека можеби нема да ви треба да ставите сол. Ова беше чисто, свежо, бело пилешко месо. Затоа можам слободно да ставам 1 кафено лажиче сол. Ќе ставам бибер, половина кафено лажиче. И ќе ставам 1 кафено лажиче мешан сув зеленчук. Сега сето ова го промешувам. Знаете дека на белото пилешко месо не му треба многу пржење, но сепак треба да биде убаво испржено, затоа што ќе се пече. Потоа ќе се пече 1 час на тивко. Така, тоа додека си се пржи, јас ќе ја насечкам сланинката.
Значи сланината ќе ја отстранам оваа дебелата кожа тука. И ќе ја насечкам на коцки. Таа се става само за да замириса на пушено, димено, она на зима да замириса. И таа ќе ја ставам кај месото да се пропржи. Ете така. Значи мерката е една палачинка 100 грама месо. И 200 грама месо е сосем доволно, ова ќе биде богат ручек. Ќе ги послужите, значи, по 2 палачинки на човек со сос заедно. Откако ќе се запржи добро белото месо со сланината, ќе го ставиме и празот. Така. И ќе го ставиме и морковот, и грашокот, и лукчето. Лукчето половина, например, чешне 2 ќе ставам тука и чешне 2 после во кремот сосот од озгора. Растопениот путер ќе го искористам после за правење на сосот. Сега можам да го додадам и празот. Сега е време, еве, за праз, за джимиринки, за сланинка. Одлично. Сега нека се испржи и празот. Ако сакате, тука можете и лут букове за да додадете, и везена лута пиперка. Значи празот треба само малку да скипне, да омекне, да ја пушти својата вода и да стане со стаклест изглед, и тогаш ќе ги додадеме и другите состојки, кои што се многу ситно насечкани, секако ќе се пече, не е проблем што нема, значи, комплетно да бидат термички обработени, додека го подготвуваме овој фил за палачинките. Сега можам, еве, да го ставам морковчето внатре. Така. Нека го фати врелото масло и него да омекне, да почне да омекнува. Така. Еве, ова убаво си крчка, си се пржи. Одлично, скипне и празот, сега ќе го додадам грашокот. Или можете замрзнат грашак, значи од кесичката извадете 100 грама, доволно е за овој фил. И сега, додека ова се допржи, ставам и малку лукче, нели? Еве, половина тука, половина во филот, во сосот. Да промешам се и потоа ќе пробам дали е солено. Но додека ова се допржува, јас ова даската може вака, значи ќе ги завиткам вака палачинките. Како? На 4 дела. И ги редам тука во тепсијата. Така. И ќе видите што ќе направам после со нив. Ова треба да ми биде како плико, нели? Така. Така. Одлично. Еве ги завиткав и сега месото е подготвено, тоа е филот за палачинките. Пробувам да видам дали е доволно солено.
Еве едно мевце ќе пробам. Таман. Одлично. И сега, во истото тавче ќе го направам и филот. Но најпрвин да ги наполнам палачинките. Така. Ќе земам една лажица. И ќе ги полнам. Нека биде тие тука вака. Така. Значи ќе ги полнам како во плико да влегува филот. Морам поблиску да си го ставам. Ете така. И како ќе ја наполнам, така ќе си ја завртам и ќе ги редам. Така. Така. И ќе си ги редите како војничиња, така. И од прилика, значи, да биде исто насекаде. Таман ќе ми остане за последната. Од прилика 2 лажици, така нешто. Му доаѓаше на преградичка. Така. Може и ќе остане, има место за уште една да наполнам. Така. И ова тука, па таман ја наполнив тавата. Значи ќе излезат 9 палачинки. Ако неки има една за некој што ќе сака репете. Да видиме во овие тука подоле. Некаде каде што имаме помалку да додадеме. Така. Одлично, да видам во другите. Може овдека уште малку да додадам. И сега во истото тавче ќе го направам и сосот. Во истото. Ова може само овака да направам. Ете така. Еве ги палачинките. Сега ќе направиме следното.
ќе го ставиме стопениот путер. Така. И ќе го ставам брашното да се вцрфи. Да се испрши со малку бибер, и лук ќе додадам после. Така, како за запршка, да се испрши. Малку сол ќе додадам тука, затоа што павлаката за готвење е неутрална. Така, доволно. Ево, ова си се пржи. Така. И ќе му го додадам лукчето. Само малку да го фати врелината лукчето и ќе истурам павлаката. Течната павлака, а на крајот ќе ја додадам и другата. Така. И сега ќе како убаво замириса. Ќе чекаме ова да проврие. Да проврие малку. Сега убаво ќе го промешам. И оно ќе почне да си крчка. И тогаш ќе ја додадам и киселата павлака, неколку супени лажици, 2 до 3. Ова мора постојано да го мешаме, затоа што нели е брашно, да не ни се направи, да не ни загори. Има малку и остатоци од празот, од филот што полневме. Ајде така. Ќе ја намалам температурата. Така. Супер. Сега ќе ја додадам и киселата павлака. И сега сето ова заедно убаво да го промешаме, да се спојат сите состојки. И ќе го истурам врз палачинките. И има доста лукче внатри, таман путер со лук, со брашно, испржено. Прекрасно. Така. Сега ќе го исклучам и ќе земам една супена лашица, еве, каде што ќе го нанесувам филот внимателно, значи да го има секаде. Ајде така. Значи убаво да ги покријам од озгора. Но киселата павлака па си го прави својот. Да не е онака, знаете како велат, дека има путер, да не е многу тажно. И тоа му дава сега па еден красак вкус. И сега сосот ќе навлезе на секаде, каде што има слободен простор. Така.
И малку ќе ја замешам тавата за да навлезе убаво. Значи вака. Вака. Ќе ја протресеме. И таман ќе си влегува секаде каде што треба. А и со печењето секако ќе навлезе секаде. Што ќе биде ова убаво. Ете така. Сега ќе му ставам малку рендано кашкавалче и на тивко да се пече. На тивко покриено. На самиот крај, тогаш ќе го отвориме. Ова е кашкавал специјален, кој што е оној за пица, за тост, значи да е лесно да се топи. Така. И сега може малку биберче да му ставам од оскора и малку уште солца. Така. Редната е загреана на 200. Кога ќе почне да крчка, намалувам на 180, значи уште едно 50 на минути и за тоа време ќе ја поставам трпезата. Ќе ставам една чашка македонско вино и ќе очекувам тавата, исто така и вас, драги гледачи, да го споделиме вкусот од ова убава гостинска тава, гостински свечен ручек. Леле, убавини. Леле, погледнете како е ова испечено. Сега, каде ќе ги бараме палачинките? Како ќе ви се погоди така? Погледнете. Леле, убавина. Леле, вистинско уживање. Како убаво мириса. Празник за устата, за душата наша. Значи, еве, палачинката си го зеде целиот фил, а со долгото крчкање, значи се помешаа сите вкусови на празот, на сланината, на месото, грашокот, морковот. Леле, колку е добро, мозок, каков вкус има. Леле, да не можете да престанете да јадете. Лапни голтни ова. Сите вкусови помешано, значи како е дозирано од зајрето, од филот. Леле, прекрасно. Драги мои, направете го овој убав празничен, славски ручек, гостински ручек, како сакате кажете го и уживајте во овој вкус. Јас ке ве поздравам со една прекрасна мисла. Знаете како велат, дека реките никогаш не си ја пијат водата. Дрвјата никогаш не си ги јадат плодовите. Небото и облачињата што ќе го дадат дождот, никогаш не ја собираат бербата од жетвата, не ја јадат. Така да се што ќе даде Господ и што ќе се создаде, тоа не е за тој што ќе го произведе, ниту за дрвото, плодот што ќе го даде. Туку тоа е за народот. Народот треба да ги користи сите тие благодети. Јас ве поздравувам, сакани мои, уживајте и направете го овој специјалитет и пишете ни да ни кажете дали ви се допаѓа. Мене многу.
Мене многу.